имено теоријата на сеќавање, тоа што јас го работам, како дел од таа нека интердисциплинарна пракса и пристап во однос на некои современи општествени случувања е на некој начин јасна во однос на тоа дека ритуали како комеморации, символи како различни споменици, меѓутоа и места на пометење во пошироката смисла на зборот, па и институции како музеј и параинституции. Сето тоа на некој начин може да придонесе кон нека општествена кохезивност, меѓутоа исто така и да придонесе кон таа нека одвоеност, разединетост и сето тоа. Добре дојдовте во уште една епизода од серијалот посветен на транзицијска правда. Јас сум Кристина Атовска, денеска ќе отвориме темата за меморизација и комеморација по вооружените конфликти, секако со акцент на нашата држава. Денеска разговарам со истражувачот Наум Трајановски од Универзитетот во Варшава, кој има направено неколку истражувања на оваа тема, тема која се однесува токму на меморизацијата и на комеморацијата по вооружениот конфликт кој се случи во 2001. Господин Трајановски, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од овој серијал подкасти кои разговараат на темата транзицијска правда. Вие направивте неколку анализи на темата меморизација и комеморација по вооружениот конфликт во 2001 со фокус на нашата држава. Прво може да ни кажете што беше инспирацијата да почнете со ваква анализа и анализи, бидејќи се повеќе, и на што се фокусираат во главно? Добар ден и благодарам на поканата. Најпрво само сакам да потврдам дека јас сум социолог кој што живее и работи веќе подолго време во Полска, значи завршив докторски студии при Полската академија на науки на Институтот за социологија и филозофија, а моментално работам на Варшавскиот универзитет и на Институтот за социологија, со тоа што во моментот соработуваме со еден исто помал институт кој што повеќе работи истражувачки нешто така, што горе-доле тоа е мојата институционална позадина. Да, во текот на последните неколку години, дури почнувајќи пред пандемијата горе-доле, почнавме да се обидовме да аплицираме некои од водичките концепти во однос на теоретското и методолошкото третирање на теориите на сеќавање во македонскиот контекст. И тука говорам во име мое, меѓутоа во име и на професорката Лидија Георгиева од Филозофскиот факултет, со која што соработувавме на неколку такви истражувачки проекти и меѓу останатото, мислам, со поголеми проекти за кои ќе кажам нешто повеќе за кратко. Во меѓувреме исто така јас напишав неколку помали студии во однос на различните образци на сеќавања, главно културни, меѓутоа исто така и општествени, кои што се развија по 2001 година. Најинтересно од сите овие истражувачки потфати, можам да ги кажам, не секогаш проекти во нека по широка смисла на тоа како се поима, например, тука истражувачки проект, меѓутоа тој проект беше главно се однесуваше на визуализација на различните комеморации во однос на 2001 година во целата земја. Така што не беше можеби некој начин на некои многу софистицирани виртуелни или дигитални методи, меѓутоа на некој начин сиот тој обид за визуализација на емпириско истражување кое што така опфати повеќе години, речиси сите години по 2001, тоа на некој начин беше нешто што мене, например, беше најинтересно сите овие нешта. Зошто е важно да посветиме внимание и на меморизацијата и на создавање колективна меморија откако ќе заврши еден вооружен конфликт, особено ако зборуваме за внатрешни конфликти како што е нашиот, во кој после конфликтот треба и повторно да продолжиме заедно да живееме? Па да, мислам,
битно е бидејќи на некој начин таа сфера, тој домен на меморијски случувања, тука ги сместувам не само формалните комеморации, како што е например комеморацијата на Охридскиот рамковен договор, различни комеморации кои што се прилично врзани за одреден семеен круг и така натаму, кои што не секогаш пледираат да бидат јавни, меѓутоа на некој начин постојат податоци за нив во различни во друг тип на извори, например кучни истории и така натаму. Целиот овој домен на сеќавање едноставно покажува дека таа сфера која што е прилично битна за на некој начин релегитимизирање на некои наративи кои што биле присутни пред и по 2001 година, на некој начин останува и на некој начин се прави уште повеќе ексклузивна, со тоа што не постојат или тие малку мостови каде што на некој начин одредена група, и тука мислам на етничка група, ќе има простор да разбере што се случува на условно, се помали и помали како што поминува времето, и тука на некој начин исто така се рефлектира целата таа општествена динамика која што се наметна по 2001 година. Тоа е нешто што например Љубица Спасковска го нарекува етнизмшип или граѓански статус кој што е врзан со етничката припадност. И сферата на комеморации, тоа е на некој начин, тој некој мој аргумент, ќе се повторам, ги рефлектира тие односи, меѓутоа исто така покажува дека и покрај сите овие нешта постојат некои простори за интерсекција, постојат некои простори за взаемно разбирање и на некој начин тие некои образци што се појавуваат во изминативе години се сведоци на тоа што го зборувам. Ги прочитав дел од вашите анализи, во една од нив заклучокот е дека двете заедници во Македонија имаат развиено одвоени наративи на меморизација. Што се случува со општеството кога имаме два одвоени наративи? Дали е можно да се направи некој наратив во кој што може да им одаде почит или практично да ја задржи таа меморизација, што ќе биде некако взаемно прифатлив за двете страни, бидејќи нарацијата досега и не можевме да слушнеме дека е променета. Знаете, јас како социолог се занимавам главно со тоа што како социолог кој што има подспециализација историска социологија, главно се занимавам со тоа што било и на некој начин сакам да покажам дека емпириските податоци, односно тоа што се има случено во текот на изминативе години, главно во врска со одредени ритуали, символи поврзани со сеќавања во случајот 2001 година, меѓутоа и други, на некој начин тоа е некој корпус на материјали кој што е сугестивен за различни нешта кои што може да се толкуваат на ваков или на таков начин. Така што не се занимавам со можни форми на заедничко вклучително, мислам, или какви да е друго сеќавање. Тоа што е интересно и тоа што можам да го заклучам како нешто што веќе се случило и како нешто што е на некој начин тоа е некој мој суд во однос на тоа што се има случено врз база на тие материјали е на пример начинот кој што Охридскиот рамковен договор се различните обиди во однос на договорот и како тој да се представи како на некој начин сврзно ткиво кое што би ги споило различните гледишта во однос на 2001, па и на меѓу етничките односи во државата, и тоа е интересен процес кој што има различни фази, нели најпрво беше во целосна собственост на ДУИ до 2005-2006, потоа секретаријатот, па министерството, па последните некои најнови обиди да се демократизира условно, односно да се спушти на ниво под елитарно комеморирање, кој што заврши неуспешно. Така што од една страна тој датум се покажа и настаните врзани за тој датум се покажа како релативно успешни за символичкото помирување на елити и на тој формат на активности, меѓутоа веројатно е потребно уште време или некој нов пристап за да се на некој начин представи како символ или како место за паметење за повеќето етнички групи во државата. Така што не знам дали постојат различни, не знам дали постојат други идеи, тоа не е во мојата сфера на интерес. Јас се занимавам со тоа што веќе се случило.
Како ги оценувате политичките наративи од двете страни кога се зборува за настаните од 2001? Постојат ли се уште, задржана ли е се уште истата онаа реторика од тој конфликтен период кој што го живеевме овде на победници, губитници и слично, или сметате дека напредната можеби и политичкиот говор и политичката реторика во изминативе 20 години? Па, знаете, мислам, од една страна да, и тоа е некој така краток одговор на вашето прашање. Тоа е веројатно нешто што е познато на сите што иоле малку ги следат наративите во однос на тој период. Меѓутоа, од друга страна е како нека истражувачка нова перспектива, и тоа е нешто што го завршивме пред околу 2 месеци со една колешка Елена Ставровска од Бристол, каде што тврдиме дека тие наративи кои што се појавуваат по 2001 година се на некој начин веќе присутни, тоа на голема врата присутни во македонското општество од доцните 70-ти па веќе во 80-тите на некој начин доживуваат пик, така што тие наративи постојат и се продукт на различни општествени агенти кои што на некој начин во однос на различни настани се на некој начин се поставуваат така што амплифицираат или не амплифицираат одредени дискурси, и меѓутоа тие се присутни во македонското општество веќе. Друга работа е тоа што тука се враќам повторно на можеби на минатото прашање. Друга работа е тоа што прашањето колкава е општествената свесност за постоењето на тие наративи, и особено кон што тие водат. Политичките актери, како што најавивте и самата, мислам, се чинители во целиот овој процес, и од нив зависи доста во однос на тоа кои дискурси ќе бидат понудени. Така што тоа е тука, меѓутоа јас се обидувам на некој начин да ја фатам таа нека поширока слика и да видам од каде сето тоа потекнува, која е предисторијата на оваа форма која што ја гледаме денес, и на некој начин тажниот заклучок е тоа што е мејнстрим, тоа што е главно понудено како наратив денес во однос на тоа е на некој начин многу блага видоизменета форма на сето тоа што веќе било присутно од крајот на 70-те години. Ако сакате, веројатно можеме да зборуваме и за тоа малку повеќе. Не, ова не звучеше многу оптимистички, меѓутоа да, го следиме јавниот дискурс и не можеме баш да кажеме дека е на некој задоволително ниво. Да се вратам малку на темата меморизација. Има една изрека историска, дали тој што не ја знае историјата е осуден да ја повторува, и многу е важно да ги знаеме настаните и да ги слушнеме сведоштвата, меѓутоа дали може случајно да се случи некаков обратен ефект ако постојано се зборува и се повторуваат некакви трауми, на кој начин треба да бидат раскажани, прераскажани, или на кој начин треба им се одаде почит за да не се случи да бидат извор на бес, на нова нетрпеливост, можеби туку да се во насока на помирување со минатото? Па да, знаете, мислам, прашањето е прилично комплексно и на некој начин не ни постои одговор на сето. Ова го прашав бидејќи често можеме да слушнеме во медиумите отворање на музеи, некој се буни, на некого му пречи, или правење дигање споменик, па на некој друг му пречи во тој контекст. Ваквите настани во нашето општество се уште постојат, за жал. Да, секако, мислам, тоа е познато, и тоа на некој начин се обидов исто така и да го сегерирам. Именно теоријата на сеќавање, тоа што јас го работам, како дел од таа некоја интердисциплинарна пракса и пристап во однос на некои современи општествени случувања, е на некој начин јасна во однос на тоа дека се ритуали како комеморации
символи како различни споменици, меѓутоа и места на пометење во пошироката смисла на зборот, па и институции како музеј и пара институции. Сето тоа на некој начин може да придонесе кон нека општествена кохезивност, меѓутоа исто така и да придонесе кон таа нека одвоеност, разединетост и сето тоа. Во македонскиот случај, мислам, ситуацијата е прилично јасна со однос на тоа што постојат различни етнички групи, и тука нема нека голема потреба за да се представува тоа што се има случај на под 2001 година како на некој начин како таа нека општествена пракса. Тоа што е интересно и тоа што можеби алудирав во претходното прашање е на кој начин некои наративи на кој начин некои наративи се релегитимираат во таа нека нова форма. И тука тие политички елити доаѓаат до особена важност и предничат во однос на тоа како тие нови интерпретации се покажуваат. Меѓутоа истите тие елити на некој начин се исто така способни да се помират во однос главно пред странски партнери, главно во такви поелитни формати така што прашањето е прилично комплексно и целото тоа дејание општествено на некој начин, па и политичко е прилично комплексно и зависи од одредени настани, зависи од одредени политички процеси. Така што од една страна јасно е дека такви символи и ритуали може да донесат кохезивност или разединување, меѓутоа тоа е нешто што зависи од други центри на моќ, мислам, од главно политички центри на моќ, меѓутоа и останати организации кои што се занимаваат со тоа. И како можеме да се бориме против овие наративи, освен медиумите и образовниот систем? Образовниот систем исто така не ни е на некое ниво на кое што можеме да се пофалиме, медиумите уште помалку. Како општеството да се бори против овие наративи на друг начин? Штетни наративи. Мислам дека постојат два излези од тоа што јас го гледам како излез и од тоа што ако се согласиме дека ова е така, тоа што би можело да представува некој излез. Првото би било тоа што се обидувам да го правам јас заедно со некои колеги во Македонија, тоа се однесува главно на градење на тој корпус на материјали кои што веќе постојат. И тоа не е нешто што е однапред интерпретирано, бидејќи во македонската јавност постојат многу теоретски дела за транзицијска правда. Мислам, тоа е нешто што на некој начин кога се читаат едноставно не се гледа кој е впливот на таа нека македонска стварност во креирањето на тој теоретски дискурс, што е прилично легитимен, меѓутоа постои таа некоја дупка која што ние се обидуваме да ја пополниме. Значи тој корпус на информации главно што се однесуваат на тоа како општествени групи и поединци се однесуваат по 2001 година, реферирајќи настани од 2001 година, и тука банализирам секако, тоа е нешто што е многу сугестивно и би можело да придонесе и за малку поинакво научно гледање на работите, меѓутоа исто така и на некој начин за популаризација на одредени поенти, на одредени аргументи кои што се однесуваат на едноставно на тој сет од настани по 2001 година. Тоа е едниот пристап, значи тој корпус на материјали кои што би можело да бидат искористени на различни начини. А вториот пристап е нешто што едноставно да се гледаат различни искуства, не нужно национални, меѓутоа различни меѓународни искуства и едноставно да се види на кој начин тие добри практики би можеле да се пренесат во македонскиот контекст. Мислам, тоа што и вие го наметнавте тоа што и вие го спомнавте во однос на двете групи кои што имаат спротивставени, експлозивни, взаемно исклучителни наративи, тоа не е случај само за македонското општество и дури би рекол дека е случај во многу други средини каде што тие поделби не нужно се етнички, така што тие некои практики во однос на тоа како би можело да се премостат тие разлики или дури дали е воопшто важно да се премоштат тие разлики, на некој начин постојат и само треба да се видат и да се види до кој степен би можеле да се применат во македонскиот контекст. Имаме исклучително лоши примери на Балканот, како што е случајот со Босна, например, каде што мирот е практично, барем од оваа гледна точка, изгледа како невозможна мисија.
иако претрпе сериозна војна, сериозни загуби и трауми во Југословенската војна, се уште не може ниту политички, ниту општествено да застане на нозе. И сега би сакала едно лично прашање како верување, бидејќи го спомнавте изборот сугестивно, ако веќе знаеме дека војната има домино ефект, и кога ќе почне на едно место, многу е лесно да се разгори и да продолжи регионално да бесне. Дали сметате дека може и мирот да има домино ефект? И дека едни позитивни практики може да водат до други позитивни практики? Например, таков е случајот сега со Охридскиот договор, сега на тој договор се повикуваат Белград и Приштина кога разговараат за можно за некаков можен договор, па дали е можен домино ефект и во обратен правец? Се надевам, да, мислам, тоа е од мојата таа нека призма која што главно се занимава со сеќавања. На некој начин, уште тогаш кога почнавме да ги правиме посериозни анализи на Охридскиот рамковен договор како некој начин своевидно место на паметење, бевме свесни за тој потенцијал, потоа се појавија нели различни иницијативи со текот на годините, некои пропаднаа целосно, така што верувам дека потенцијалот е. Верувам дека уште на некој начин тоа се перпетуира на тој некој елитарно ниво, каде што секој август тоа представува платформа за символичко помирување на елитите и главно за нивно покажување како такво во однос на странските партнери. Не знам, ќе видиме дали ќе биде така и во годините што следуваат со оглед на големата промена во американската администрација, меѓутоа на некој начин тоа постои во време кога нема некои големи поместувања. Во однос на мирот се надевам, да, мислам, треба да се земе предвид тоа што иако 2001 се смета на некој начин како таа нека една од последните фази на југословенските војни од 90-тите и 2000-тите, тоа не беше иста скала на конфликти тука. Мислам да не влегуваме во детали, меѓутоа и самиот вординг и самиот начин на кој што се зборува за тој конфликт би требало да е поинаков во однос на другите места југословенски каде што имаше оружени судери и војни, така што тоа го сугерираат исто така и бројот на жртви и бројот на вооружени акции, меѓутоа јас не сум експерт за тоа и не би сакал многу да влегувам. Затоа тоа што би исто да го споменам во однос на мирот и во однос на тој некој домино ефект што би можело да го има, е тоа што, например, и да се надоврзам секако на претходниот одговор, е тоа што, например, во многу случаеви тој фокус на жртвите е тој еден мост кој што би можело да се изгради во однос на тие некои првични обиди да се разбере позицијата на другиот врз база на таа нека човечка подетничка солидарност, така што имаше неколку обиди такви во минатото во Македонија, тие беа на некој начин представени поинаку во медиумите, меѓутоа исто така сметаме дека и покрај од една страна условно успешниот Охридски рамковен договор и начинот на кој што тој се воведе во јавниот дискурс како таков, тој некој фокус втор на цивилните жртви би можел да биде потенцијално добро место за градење на мостови во однос на македонскиот случај. И сосема за крај, бидејќи ги спомнавте жртвите, како што кажав, многу е важно нивните приказни да бидат раскажани. Дел од жртвите можеби се уште не се охрабрени да зборуваат за тоа. За крај, зошто е важно да ги собереме сите овие сведоштва на луѓе кои го виделе или почувствувале тој конфликт? Генерално мислам дека собирање сведоштва општо во секоја смисла е прилично битно со оглед на тоа што живееме, мислам, општи места, меѓутоа живееме во времења на брзи промени и тие некои перспективи на некои клучни настани кои што се случиле во не толку далечното минато се прилично важни во однос на тоа како одредени групи, одредени поединци се поставувале пред и по тие настани.
Така што знам дека во македонскиот случај имаше неколку такви обиди за собирање на устни сведоштва, меѓутоа сето тоа мислам, тоа се некои првични експериментални обиди за собирање на устни истории. И тоа не е на некоја скала каде што би можело да се каже дека се работи со некој квалитетен примерок што би можело сериозно да се испитува. Постојат одредени организации што многу добро се бават со тоа. Од Тетово, од Прилеп, така што нив треба да им се да се подвлечат како такви. Меѓутоа генерално проблемот како што можам јас да го видам е немањето на некој поголем општествен интерес во однос на ова прашање. Поголем општествен интерес во некоја попрактична смисла би значило да и повеќе средства за вакви истражувања, повеќе видливост конечно на вакви истражувања. Така што, ето, од една страна, постојат групи, индивидуалци, многу свесни и прилично квалитетни истражувачи и практиканти кои што се занимаваат со тоа, меѓутоа, моќта која што ја имаат тие устни истории на некој начин се користи во многу помала смисла, значи тие се користат главно за некои помали средби каде што тоа помирување едноставно функционира на тоа ниво, што е веројатно и многу побитно и по важно, меѓутоа некој потенцијал постои и би требало да се искористи. Да, но останува и обврската да се помири целокупното општество кое живее овде, а не само одредена и мала група луѓе. Така се почнува, да. Мислам, тоа е напротив, тоа е многу за поздравување, бидејќи многу е потешко да се организира една таков помал настан во помало место каде што тие луѓе се знаат и каде што тие некои конфликтни истории се исто така многу познати отколку некои по општи разговори каде што таа скала на апстрактност е повисока и изборуваме во некои поинакви категории што не е нужно водат кон некои конкретни решенија. Да, и секогаш сензитивноста е на многу повисоко ниво кога за тоа зборува жртва на вооружен конфликт. Господин Трајановски, ви благодарам многу за издвоеното време. Благодарам на вас. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Следниот месец гледате со колешката Еви Шкопи. Довидување.